господине Джафери, очигледно свесни сте дека немате аргументи за сите овие теми за кои што дискутираме, па по не знам кој пат повторно не давате опозицијата да се произнесе и да дискутираме согласно деловникот и повторно се крши деловникот. Меѓутоа, тоа е што е, од денеска Македонија влегува во режим. Од денеска се менува реалноста во нашата држава и од онаа што ја знаеме. Од денеска председателот на владата, председател на политичка партија и за малку човек кој што ќе раководи со Министерството за финансии, доколку не реагираше антикорупцијска комисија, се сконцентрирани или ќе бидат сконцентрирани веќе од утрешниот ден во една личност. Дополнително на тоа, истиот човек раководеше со телото за реформи на безбедносниот систем и телото за реформи за судството. Или немате доволно кадри кои што ќе можат да ги обслужат сите овие институции, или човекот може да биде one man show или министер за сите министерства и за сите тела кои што ги има во Република Македонија. Дополнително, од денеска еден човек кој што формално правно управува со сите државни институции, ќе управува и со управата за јавни приходи, Царинската управа, Завод за ревизија и многу други финансиски институции. Од денеска по целосна обсервација треба да биде режимот и конструктивноста на опозицијата ќе зависи од однесувањето на ново поставениот режим во нашата држава. Ние како опозиција будно ќе ги следиме сите случувања и соодветно ќе бидат и реакциите по нив. Од денеска загрозена е и ЕУ интеграцијата и датумот како и европерспективата на Република Македонија. Од денеска парите на граѓаните ќе бидат ставени во функција на добивање политички слободи и прикривање на криминалиите и сумнителните тендери на актуелното раководство, за кое што сведоштва даваат и ваши довчерашни членови на влада и членови на министерства. Нотирано, ова сето што го зборувам е нотирано во извештаите на сите релевантни фактори во државата и надвор од неа. Денешната така наречена реконструкција на влада сакам да ја започнам со еден цитат од господинот Зоран Заев од неговиот говор кога се формираше оваа влада овде во собранието. Цитирам: "Најавувам дека ќе предводам реформска влада во Република Македонија. Ветив на работниците од Штип и од цела Македонија, на лозарите од Кавадарци и од цела Македонија, на земјоделците од Пелагонија и од цела Македонија. Ветив на дуќанџиите низ нашата држава, на собствениците на домашните микро и мали и средни предпријатија, на лекарите и пациентите, на учениците и професорите, на пензионерите. Ветив на мајките и татковците кои копнеат по децата во странство додека носиме живот во Македонија за сите." Затворен цитат. Еве, денес, 2 години после ветувањето на Зоран Заев, разликата и реалноста е во тоа што денес овој дел од говорот би звучал вака: "Ги лажев работниците во цела Македонија, ги лажев дуќанџиите, ги лажев собствениците на микро, мали и средни предпријатија, ги лажев лекарите и пациентите, ги лажев учениците и професорите, ги лажев пензионерите, ги лажев мајките и татковците кои копнеат по децата во странство." Почитувани, како одговорна и загрижена опозиција, која што вети дека будно ќе ја следи работата, во случајот неработата на владата предводена од СДСМ, сакаме јавно да ги изнесеме сите факти и аргументи зошто ова е најнеспособната, најнеработлива и сигурно најкриминална влада во историјата на Република Македонија. Оваа влада покажа и докажа дека нема минимум капацитет за водење на институции кои се од извршната власт. Луѓето кои што вие ги поставивте како министри и за кои не убедувавте дека се професионалци и способни кадри, денес се соочуваат со поразителни резултати. Но каде е вашата одговорност, господине Заев? 2 години ги манипулирате граѓаните на Република Македонија дека државата блеска. Но токму граѓаните се тие што знаат дека ни приближно не е така и колку и да сакате нови министри да донесете, содека вие сте начело на таа влада не може да дава повеќе и ќе тоне повеќе и повеќе. Впрочем, и после првиот круг од изборите рековте дека ја слушнавте пораката од граѓаните. Пораката од граѓаните беше за метла, а не за магла која што во овој момент пробувате да ја ширите низ македонскиот народ. Има ли поголем неуспех и срам од повторното недобивање на датум за преговори од страна на Европската Унија? Покрај тоа што ете веќе го нема проблемот со Грција, чие решение е најболно и најпонижувачко,
нешто што можеше да му се случи на македонскиот народ, значи и покрај тоа сега имаме проблем со европските големи држави. Таму не се задоволни со состојбата на Македонија и начинот на кој што владее ова влада предводена од Зоран Заев. Македонија, покрај тоа што Заев и Димитров решија да го потпишат срамниот преспански договор, не почна преговори 2018 година како што ветувавте, а не доби датум ни овој јуни. Република Македонија е држава во која што премиерот и министрите и представниците на власта во исто време се и политичари, и судии, и обвинители, и бизнисмени. Тие се све, освен она што треба да бидат, а тоа е луѓе што се ставени на одговорни функции, кои што имаат обврска да работат единствено за потребите на граѓаните. Единствени проекти кои што ги спроведувате откако сте на власт се нелегално партизирање и апсолутно на сите институции. Внимавајте, во 21. век имаме бркање од работа на професионалци од истите тие институции и нивно драматично деградирање, заробено судство, луксузирање на владините функционери на очиглед на целокупната јавност во Република Македонија. И не само што нема напредок, туку има уназадување речиси во секое поле. Се жалат апсолутно сите, и пензионери, и професори, и лекари, и вработени, и невработени, и млади, и стари. Почитувани граѓани, наместо оваа влада да отвора и креира нови работни места, оваа влада започна со она што најдобро го знае и најдобро го умее и најдобро го владае, а тоа е бркањето на работа на се она што е вработено или се вработило во изминатиот период. Бркате граѓани на кои вие сте премиер и вие сте министри. Тие се граѓани на Република Македонија и не е битно или најмалку е битно кога и во кој период се вработени. Битно е дали работат, дали се професионалци на работните места. Битно е дека се вработени и носат пари и купуваат леп за своите семејства и за своите дечиња. Слушам, деновиве се фалите со некаков пат на невработеноста, но болната реалност е друга. Со вашите штетни политики, неспособноста и неперспективноста предизвикувате масовно, како никогаш досега, иселување на работоспособното население од Македонија. Пред се на младите кои што се чувствуваат изиграни и излажани од вашите ветувања и на манипулациите на вашите министри. Треба да се засукаат ракавите и да се работи. Само така доаѓаат резултатите. Оваа реконструкција нема да смени ништо, поради тоа што клучните области во кои што оваа влада потфрлува, односно министрите кои што секојдневно носат штетни политики, се уште ќе бидат на функција. Имаме пат на градежништвото. Да не зборувам за нови инвестиции кои што речиси и да ги нема. Нема и покачување на плати и тоа е нормално кога СДСМ е на власт. Нема покачување на пензии, уште понормално кога СДСМ е на власт. Социјални помоши, трошоците за живот вртоглаво растат. Кога се нема пари, нема од што да се троши. Меѓутоа, вие при пари немате реализација на капиталните инвестиции. Катастрофалните економска политика која што удира во џебот на секој граѓанин во нашата држава, после долги години, релевантните финансиски листи кои што ги изготвуваат меѓународните финансиски институции, Република Македонија ја ставаат на многу ниски места. Се бележи невидени падови. Имаме пад, односно надолен трет на паѓање на бизнис климата според Doing Business. Се фалите со некакви инвестиции кои што никој ниту ги видел, ниту па успеал да се вработи во нив. Ниту инвестираат домашните инвеститори, нити инвестираат странските инвеститори. Зошто? Затоа што нема погодна инвестициска клима што треба да се изгради и да ја креира владата и министерствата на Република Македонија. Вашиот вокабулар во изминатото допринесе во голема мера да ги демонизирате странските инвестиции, истите да бегаат од Република Македонија и своите инвестиции да ги вложуваат во други држави од регионот, дури и оние странски фабрики кои што веќе имаат отворено фабрики, ве прогласија за неспособни и ви дадоа оценка 0. Се намалува животниот стандард на граѓаните на Македонија. Ако тоа така го замислувавте животот, со помалку пари во џебовите на граѓаните на Република Македонија, тогаш не сте се разбрале со граѓаните. Тие гласаа за сосема нешто друго. Тие гласаа за намалување на даноците, тие гласаа за намалување на цената на горивото, а не за зголемување.
Тоа ни повеќе, ни помалку за 3 денари, иако на тоа го додадете и секојдневното зголемување на цената на нафтата, и на тие 3 денари ќе видите дека не е во апсолутна бројка 3 денари, туку многу повеќе од 3 денари. Ветивте 500 евра просечна плата. Ајде ви дадовме време и ништо од тоа ветување на граѓаните на Република Македонија не видува. И нема ни да видат. Поминаа 2 години, просечната плата не е ниту приближно близко до 500 евра. Кога сме кај судството и правосудството, наместо на големо најавуваните реформи во предизборието, добивме заробено судство, нешто што и денес представува најголем проблем и кочничар на добивањето на датум за преговори за Европската Унија. Во правосудниот систем се обидувате да ги прикриете или преку негова злоупотреба спроведувате апсолутно нечовечки политички реваншизам кон вашите противници. Господине Заев, Република Македонија ја претворивте во убедливо најбезбедно и најнесигурна земја во Европа. А јас би рекол и пошироко. Министерството за внатрешни работи безброј пати досега потврди со своето несовесно и нестручно работење. Како министер за внатрешни работи и можеме да заклучиме дека ова штетно и неодговорно работење продолжи и во наредните години, со тоа додека овој министер останува на функцијата. Го менувате министерот за земјоделство Лјупчо Николовски со образложение дека добива партиска функција како генерален секретар на СДСМ. И пред тоа изјавувате дека на таа функција го ставате најуспешниот министер на владата. Да не беше смешно, ќе беше трагично. Ајде да видиме кои се големите успеси на министерот Николовски. Единствениот, ако може да се нарече успех на Николовски, е што 2 години нивите беа полни со рани градинарски култури и земјоделски производи, кои што беа фрлани од страна на земјоделците и скапуваа поради необезбеден пласман. За негрижата на владата најдобро говори фијаското со откупот на рано градинарските производи, праските, зелката, грозјето, сливите, јаболката, а и проблемите на оризопроизводителите. Нема земјоделски регион во државата каде што немаме проблеми. И добро е што го менувате. Во партијата дајте му каква што сакате функција, но штетите што ги предизвика во земјоделството, тешко дека ќе може да успееме за брзо време да ги санираме и да ги намалиме. Господине Заев, уште колку министри за култура ќе треба да стапат на функцијата во Министерството за култура, да застане на стабилни нози. Денес ова министерство е во најхаотична состојба од било кое друго. Во изминативе 2 години Министерството за култура беше извор на скандали, афери, партизација и неспособност. Националната годишна програма за проектите во областта на културата е најголемата причина што се појавија бурни реакции во јавноста за начинот на доделување на средствата. Уметниците, писателите, издавачите, раководителите на театрите, музичарите се кренаа на нозе. Единствената надзорна расправа која што сакавме да ја одржиме овде, успешно беше обструирана од страна на власта. Што да кажам за образованието? Најубаво ви кажа вашиот заменик министер Петар Атанасов, кој пред неколку дена поднесе оставка. Единствено што можам е да го поздравам човекот, чекорот на Атанасов, и да препорачам и други министри да го следат истиот, заради тоа што ситуацијата е иста насекаде. Јасно ви нагласија дека во образованието не се случува ништо и дека ситуацијата е алармантна. Ви кажа Атанасов дека ништо од ветеното во образованието не е остварено и дека едноставно никој не може да верува и никој не е способен тоа да го подобри. За министерот за животна средина зборува во претходното мое обраќање и затоа не би сакал да се повраќам, иако еве сега е лето, чист е воздухот, меѓутоа за неколку месеци повторно ќе ни се вратат оние резултати кои што ги имаме и Република Македонија по загаденоста ќе биде повторно шампион во државата. Смената на министерот Драган Тевтовски би ја коментирал доколку не бевте контрадикторни во целото ваше обраќање, затоа што кажувате дека економијата и финансиите ни се на највисоко ниво, а ние го минуваме министерот кој што реално си работеше работата. Дали поради тоа што не ги прифаќаше вашите политики и не сакаше да подпишува работи кои што навистина ќе видиме во наредниот период што значат,
е сменет министерот, ќе треба да одговорите граѓани. Вие. Само да завршам мисла. Многу граѓани се понадеваа дека со оваа реконструкција, односно вашата позната метла, многу работи ќе се сменат и дека конечно ќе можете нешто да почнете да работите. И не би биле вие СДСМ доколку повторно не ги разочарате. На Република Македонија не е потребна оваа така наречена реконструкција. Граѓаните не заслужуваат да изгубат уште 2 години. Мој одговор ќе го завршам исто така со цитат, но овој пат не од вас, господине Заев, туку од амбасадорот на Франција, кој што пред некој ден јасно и недвосмислено кажа она што ние од ВМРО ДПМН го говориме 2 години. А тоа е, имате толку многу корупција, треба да разберете. Имате многу проблеми и не треба да се правиме слепи пред нив. Токму затоа, господине, Ви благодарам. не знаете да работите и дека не ве бива. Не ги трошите залудно годините на граѓаните, Премиер граѓаните и дајте си оставка. Заев, реплика.